Од денес, 1 октомври, кај народниот правобранител почна да работи бесплатната телефонска линија 0800 54 321, на која граѓаните можат да пријават повреди на нивните права за време на кампањата и на деновите на локалните избори, 19 октомври и 2 ноември 2025 година. Секоја пријава ќе се обработува веднаш, а оние поднесени по завршување на работното време ќе бидат снимени. Народниот правобранител ќе ги проследува случаите до надлежните институции за брза и ефикасна реакција. Покрај тоа, граѓаните можат да се обратат и во 6 подрачни канцеларии во Струмица, Кичево, Тетово, Битола, Штип и Куманово, секој работен ден од 8 до 16 часот. Државниот јавен обвинител Јупчо Коцевски изјави дека се води предистрага за вработени во управата за јавни приходи и други институции поврзани со пожарот во дискотеката Пулс во Кочани. Според него, можно е да бидат опфатени уште десетина кривични дела, а постапката не е завршена. Коцевски посочи дека обвинителството веќе располага со докази за злоупотреба на службена положба, мито и оддавање доверливи информации, и дека истрагата може да се прошири и кон други институции. Во меѓувреме, вториот предмет за 13 полициски службеници се уште нема обвинение поради недостиг на јавни обвинители, но се очекува наскоро да заврши. На 30 септември 2025 година, во манастирот Свети Јован Крстител во Капиштец беше отслужена света архиерејска литургија и молебен за почеток на академската 2025-2026 година. Богослужбата ја предводеше митрополитот господин Петар, заедно со професори и свештенослужители, а присуствуваа ректорката на УКИМ, професори, студенти и кадарот од Богословскиот факултет Свети Климент Охридски. Присутните се помолија за успешна академска година, а во своето обраќање митрополитот истакна дека факултетот е не само образовна, туку и воспитна установа каде студентите се подготвуваат да сведочат за христијанските вредности. Тој им посака напредок, радост и љубов кон црквата и народот. Европската унија и земјите од Западен Балкан, меѓу кои и Македонија, потпишаа нов заеднички акцијски план за борба против тероризам и насилен екстремизам. Планот таргетира злоупотреба на социјални мрежи, онлайн радикализација, користење на вештачка интелигенција и финансирање преку криптовалути. Националниот координатор Павле Трајанов истакна дека Македонија првпат подготвува закон за спречување онлайн радикализација, со измени во кривичниот законник и создавање специјална единица во Агенцијата за национална безбедност за следење терористичка содржина. Искуства веќе се разменуваат со Германија и Холандија, а помош ќе дојде и од Европската унија и САД преку обуки. Планот ќе се спроведува најмалку до 2030 година, а секоја земја треба да достави патоказ за реализација. Во последните години и покрај падот на инфлацијата во еврозоната на околу 2%, храната остана значително поскапа и продолжува да ги оптоварува граѓаните. Истражувањата покажуваат дека основните прехранбени производи се поскапени за околу 1/3 во споредба со 2019 година, во Белгија за 38%, а во Естонија дури 57%, додека најнискиот раст е во Кипар со 20%. Причините се повеќеслојни: руската инвазија врз Украина што го зголеми трошокот за енергија и ѓубрива, барањата за повисоки плати, глобалната побарувачка и климатските промени кои влијаат врз земјоделството. Најмногу поскапеа млекото, путерот, месото, чоколадото и кафето. За многу семејства храната стана најголем трошок и клучен фактор во перцепцијата за инфлацијата, иако економските показатели изгледаат подобро. Европската централна банка признава дека високите цени на храната се долгорочен предизвик и сериозно ја обликуваат и економијата и секојдневниот живот. Во 2023 година, македонската економија бележи реален раст од 2,6%, а бруто домашниот производ достигна речиси 14,7 милијарди евра, покажуваат дефинитивните податоци на Државниот завод за статистика. Главни двигатели биле потрошувачката на домакинствата и извозот, кои значајно придонеле за придвижување на економијата. Најголем удел во додадената вредност имаат трговијата, транспортот, угостителството и сместувањето со 18,6%. Инвестициите во основни средства пораснале за 13,6% и учествуваат со речиси 1/4 од брутодомашниот производ, од кои најмногу отпаѓа на градежништво и опрема. Финалната потрошувачка сочинува 83,4% од економијата, додека извозот има удел од 67,4%, што ја потврдува неговата клучна улога во растот. Во Грција денес се одржува генерален штрајк против плановите на владата за воведување 13-часовен работен ден. Транспортот, фериботите, наставниците, болничарите и државните службеници ќе се приклучат, а протести се закажани низ целата земја. Синдикатите предупредуваат дека мерката ја загрозува безбедноста на работниците и го нарушува балансот меѓу работата и приватниот живот, нарекувајќи ја модерно робство.
Владата, пак, тврди дека ова е исклучителна мерка, дозволена до 37 дена годишно, само со согласност на работниците и со зголемување на платата за 40%. Иако економијата бележи раст и невработеноста се намалува, ниските плати и високите трошоци за живот остануваат голем проблем. Грците веќе работат повеќе часови од просекот во Европската унија, а во туризмот често и без ден одмор. Оваа реформа предизвика силна реакција бидејќи земјата веќе воведе и 6-дневна работна недела во одредени сектори. Во Европа расте бројот на упади со дронови, што ја натера Европската унија и НАТО да бараат итни решенија за одбрана. Урсула фон дер Лајен најави изградба на џит од дронови за заштита на воздушниот простор, по инцидентот кога НАТО собори дронови над Полска користејќи скапи ракети против ефтини, невооружени летала. Денеска лидерите на Европската унија се состануваат во Копенхаген за да разговараат за планот, но предизвиците и високите трошоци значат дека реализацијата може да трае со години. Силен земјотрес со магнитуда од 6,9 степени го погоди централниот дел на Филипините во вторник навечер, при што загинаа најмалку 60 лица, а над 150 се повредени. Епицентарот бил кај градот Бого во Себу, каде болницата е преоптоварена, а улиците преполни со остатоци. Армијата, полицијата и волонтери со кучиња трагачи пребаруваат за преживеани, додека спасувачите се борат со урнатини и свлечишта. Во Сан Ремиџо, 13 луѓе, меѓу нив припадници на крајбрежната стража и пожарникар, загинаа кога спортски комплекс се урна за време на кошаркарски натпревар. Дел од цркви и училишта се оштетени, а жителите беа евакуирани. Властите предупредуваат дека штетите се сериозни и продолжуваат спасувачките операции. Утрово на Голија и Копаоник во Србија, како и на Бјелашница во Босна и Херцеговина, падна првиот снег. Управата за хидрометеоролошки работи на Србија најавува облачно и студено време во четврток и петок, со дожд и снег на планините и снежна покривка до 50 cm. Во делови од Србија се очекуваат и пообилни врнежи до 120 литри дожд на метар квадратен, додека викендот носи мало затоплување и ново наоблачување во недела. Од Управата за хидрометеоролошки работи информираат дека под влијание на влажен и постуден бран од утре попладне Македонија ќе биде зафатена од обилни врнежи од дожд и значителен пад на температурите. На повеќе места се очекува да наврнат на 30 литри на метар квадратен, а локално и над 50 литри. Во Скопје од утре кон крајот до петок времето ќе биде претежно облачно со врнежи од дожд. Ќе дува умерен до засилен ветер, а температурите значително ќе опаднат.